Иерархија на мајндсет. Victim mentality. Песимист, оптимист, едното е реален. Задњото ниво е warriors mindset, е некој што од секоја прилика гледа како он може да напредува во тој момент. Епа, кај си бе, Жаре, на пета епизода? 5. Пета епизода, многу интересна тема имаш за денес. Јас знам пред вас. Ќе ја преведуваме или? Mindset. Темата на денешната епизода ќе биде mindset. Ево старт, да не кажеме начин на размислување, може ли mindset е еден од тие зборови што е реално англицизам и Да, mindset, Mindset е англицизам, буквално се преведува како начин на размислување. У оваа епизода, ја и ти ќе пробаме сега да си раскажеме кој како тоа го разбира, какви видови на mindset има, што тоа значи, како ние го сваќаме. како имајки одреден mindset влијае на како го живееш животот и така натака и така натака. Пред да продолжиме, во класична подкастерска шема имаме голема благодарност прво до нашите партнери во оваа приказна, тоа е Fit Guru. Како што може и веќе знаете, за тие што не знаете, байкерот и кросфитерот, јас сум байкерот, Жаре е кросфитерот. Ние сме дури не е ни спонзорство, повеќе како партнерство. Зашто? Затоа што веруваме во сервисот што го нудат, во услугата, ги користиме и самите. И гледаме бенефити више. Гледаме бенефити од тоа. На кратко да објасниме, Fit Guru е сервис кој што нуди достава на врата секое сабајле, нутриционистички, здрава, вкусна храна Непроцесирана. за сите потреби. Непроцесирана. Ке си видите во линкот, во описот, за што станува збор. Огромно фала до Fit Guru и нивната подршка за нашава подкастерска авантура. Големо фала и до едни други пријатели на подкастот, CrossFit Скопје. Како ви беше слоганот? Вежбај правилно, не вежбај напорно. Forging Elite Fitness. Forging Тоа е на Elite Fitness. CrossFit. Ова е нивно и да ви кажам кебенце. Ши преубавко. Малце е поубав од Nike Duxer. Ја ми ги донесе, Жаре, стварно мерак. И јас сум презадоволен. Топ. И имаме и други, ние така ги нарекуваме, пријатели на подкастот. Тоа е затоа што сите веќе знаете, подкаст е јавна и бесплатна форма на забавен материјал на сите платформи. Слеш Видео едукативен. и аудио. Слеш, ние се трудиме да биде и помалце едукативен. За да биде бесплатен, се наоѓаат поединци, правни, физички, секакви, што нас ни подпомагаат во било каква форма и ние сите тие ги викаме пријатели на подкастот. Најголеми пријатели се гледачите. Сите вие што не гледате и не мора одма, погледајте не малце, ако ви се свиѓа, лайк и subscribe. Поддржете ги нив, зашто ќе не поддржите А другите нас. пријатели, чат-пат ќе се појават на видеото, ги има секојаш во опис на видеото и ќе пробаме да сме ажурни во ставање линкови и описи, на кој начин тие ни помагаат. И до сите вас, фала ви. Сега. Само да не забораваме, искористете го кодот BNC10 за 10% попуст на сите нарачки преку Fit Guru. Сега идеме со темата на денот. Фала ви на трпение. Почнува епизода за mindset. Старт во типови. Ајде, дај ти малци интро. Иерархија на мајндсет. Што значи тоа? Левел 1, најнизок левел, дури понизок од песимист. Victim mentality. Жртва. Жртва. Ова значи дека свети е тебе нешто криво, светот има conspiracy да те против тебе некоја цело време што е да се случи, ете баш мене,
Заврна ете ја кога требаше да излезам, најбанални работи од луѓе кои се жалат горе-доле, од све и свешто. Втора ниво, сега ќе кажам на кратко, пак идем едно по едно малце deep dive. Да. Песимист, не е човек што се жали, ама све е нешто даун. Ај времето не чини, ај државата не чини, ништо не чини, нема овде, нема онде, све некој друг му е крив. Све нешто не му чини на него. Оптимист е оној што и да се деси лошо, пробува да остане оптимистичен, го пропуштил летот, на пример, добро, ќе дојде следниот, демек не се возбудува, не се нервира, што е пак многу подобро. Но за како некој парадокс во затвор, кога би биле песимисти и оптимист, песимистот има поголеми шанси да преживее. Зашто? Надежда? Од Виктор Франкл е ова Man's Search for Meaning книгата. Да, ја знам. Он е психолог, на кратко што има во Холокаустот преживеано и сина извлечен, не знам колку време бил. И додека он бил во Холокаустот, си правил анализа на својата професија. Ми текнува, да. И има песимисти, има оптимисти. Оптимистот човека до Божик излеземе од затвор, песимистот има шанси нема. Вика до Великден искачаме, не искачаат. Песимистов не се надева нели на ништо. Магале. Вика добро, сега следниот Божик искачаме од затвор. И како не искачаат они од затвор, војнава трае, не зависи од нив. Му паѓа надежта, еланот, волјата, се и доаѓа до депресија и да не речам се самоуби во затворот. А песимистов, ако излезате бонус, бате топ. Никад не очекувам. Значи ова е некој екстремен оптимист. Да. Се што гледа можност, ама не е наредното реален. Наредното е реален. Што е реален? Како нема лошо, нема добро, thinking makes it so. Твоето размислување за светот го прави тоа да е лошо, да е добро. Како е твојата перцепција и перспектива, односно како ти ги перцепираш работите, такви се работите. Реалноста е таа. Пример. Реалист е некој што е као поаналитичар. Нема полна чаша, празна чаша. Тоа е што се случи. Например, заврнало. Или избори лист. Врне. Тоа е. Дошт. Се дешава. Тој е реалист. Тој е реален. Добра. Не се жали, не кенка, не е оптимистичен. Леле, сега ќе заврши, ќе преврне за 10 минути и ќе излезам надвор, ќе биде све подобро, него е реален. Ако врне, ќе земе чадор на крајот на денот или избори лист. Тоа е. Ги прифаќа работите такви какви што се, не ги суди едноставно. Ги остава да бидат. Добро. На Ајнштајн на најголемото прашање дали живееме во лош или во добар свет. Како беше? Hostile or good territory. Да, Како е да. твојата околина? Каква што ти ќе си ја направиш? Единствено, тоа е на крајот на денот. Ако ти кенкаш и ти е цело време све лошо, ќе ти биде лошо. И онаа сликичка што врти на Инстаграм 2 живота више, у автобус што седат и едниот гледа у планините е тужен, другиот гледа надвор, од друга страна има сонце и е пресреќен. И у стилу your perspective is all, демек у животот. Да. Тоа е тоа. Каква е твојата перспектива? Сега реалистов е реален, ако заврнало врне. Ќе си го прифати како такво и ќе си продолжи со денот. No harm, no foul, тоа е. И задниото ниво е warrior's mindset, тоа е човек или више на, кон тоа би сакале сите да се стремиме, е некој што од секоја прилика гледа како он може да напредува во тој момент. Што се вика не вика не дај Боже да се деси ова, него до тој момент е што вика дај Боже да се деси лошо, да видам што ќе извлечам јас од ова, како што ќе научам од ова. Како следниот страгл ќе ме направи мене подобар да бидам. Како ќе ме надгради како личност. Заврнало, супер. Идам да трчам. Да трчам на дождот. Зашто да не? Потешко е. Јасно. Заврнало снег, уште е потешко. Ќе направам нешто таму. На Гогинс теоријата вика 3 сабајле, главата ми е, спијам надвор, заврнало, леле колку е ладно и сам себе вика, ладно е, а искача трчаш. Како некој да го буди. Тој ненормален е тој Гогинс. Тоа е што вика он I tap into the darkness, он дека ја учи темнината на мозокот. Оние моменти кога ти е најтешко, тука е тоа кај што треба да тапнеш и од тука се учи и тука се излекуваат најголемите полуки. Мислиш дека Гогинс е у тој warrior mindset? Треба Гогинс mindset да измислат. Треба друг. Он е нешто трето, седмо. Он ужива веќе у тие екстремни... Па тие се тие луѓе уствари, што
екстремата, онака. Тоа ти е Кога Џон ги Мекинро, кога Бјорн Борг сака да се пензионира, он е втор, Борг е прв и он автоматски станува прв. Ама не сака така да стане. Еј, за го знам. Не тоа. ми оди, сакам тебе да те победам. Да, Најдобар да, кога да, си. да. Не еве го сега ово, ја прв си автоматски. Колку луѓе би рекли, топ. Лаба, прв на свет, пари, спонзори, ово, она автоматски по автоматизам. Не си оди, сакам тебе да те победам, за да докажам дека сум најдобар. Ги сакаат луѓето на најјакиот ден, не се молат да се некако да им се деси повреда ситно да се шмугнат. Не него сега докажат најмногу према самите себе си, они не се докажуваат на никој тие луѓе. Имаат проблем со себе поиш. Се докаже на сам себе дека може едноставно. Не сигурно не е реално, не знам, ама у Троја филмов со една сцена се објасни кога Ахил и Хектор ќе се борат, кој ќе му дое, не знам се го гледал Троја. Ја 1000 пати сум гледал, за тоа го знам на памет. Да, ти го знаеш на памет, ја и да сум 20 изгледал. секунди е само анегдотава. Се борат, го вика и Ахил малце победува, све посилен или е полубог. И Хектор се сопнува од камчи и паѓа. И се овој може тука да искористи да го уби. И му вика stand up, Prince of Troy, I don't want a rock getting my glory away. И текнува, стани од почеток. Ајде пак. Само ради каменчево Да, и не ќе да ми ја однесе славата. Јас. Ќе кажат се сопна на каменот и Ахил така победи. Да, Не, да, станувај му. Ги предвидува тие работи пред време. Разбираш, она е до тој степен што не. На најдобриот ден сакам да те Да, предизвикам да. и да те победам. За да си докажам сам себе дека сум најдобар или дека добро тоа што го правам. Дали мислиш дека луѓе го поистоветуваат ова со како карактер? Како таков човеков За има жал, да. таков карактер. Тој таков е. Тој таков е, јас сум таков, тоа не се менја. За жал, да. И дали уствари и до негде се преклопува мајндсет и карактер, начинот на размислување, па да изгледа, до негде се преклопува каков карактер е човекот, во голем дел зависи и од начинот на кој што размислува и гледа на светот. Мислам дека мајндсетот го оформува карактер. Го гради карактер. Да. Го Као подобрува. едново е поосновно од другого. Не, него едноставно начинот на размислување, мислите што ги имаш ти се претвораат во actions, во акција, како да го кажам. Тие се ствараат во навики, навиките те ствараат тебе. ти ги вози акциите. Еве многу банален пример. Што ги Не правиш? се јаде благо, ќе јадам благо. Денес. Утре ми се јаде благо, ќе јадам благо. 5 години покасно си 125 кила. Па јас сум таков дебел. Фамилија кај мене сите се со вишок килограм. Така, значи се поистоветува терминот. Апсолутно. Мислам дека тоа го гради, тоа е првиот чекор кон крајниот продукт, што се вика карактер, да речем. Да, од типа што е карактер? Најчестите акции што ги превземаш, типот на акции што ги превземаш во Од навики. во истите околности, оти што е интересно со овие 5 беа што ги направија. 5 типови, 5 категории на мајндсет што истата ситуација, Да, можеме да петте ја поминеме. различни луѓе Да. различно ја гледаат. Да. И сега размислувајќи ја прво како да преведам мајндсет и си викам и сакав и да тебе ти објаснам како ја го разбирам тој концепт и ова е пластична компарација е како да си ставиш наочари и ставиш боја на леките. И сега ако ставам ја розови наочари, ќе мислам дека се е розово у светот. Ако ставам зелени, ќе мислам дека се е зелено. Иако исто е надвор, само затоа што бојата на очарите е различна, ја мислам дека е така, го перцепирам различно. Јас дијам зелени, ќе викам зелени, ти со црвени, ќе Да. викаш црвени, ќе се Да, караме на до утре. истата ствар, истата работа. различно гледаме, различно и сега ова е пластично само на гледањето, ама ако ја така го сваќам мајндсет е како наочара за мозокот, за умот, за секој сензор што го примаш, низ каков филтер поминува. Се овие се 5 пара на очари што ги имаме. Да. Сега има многу нијанси Точно, измеѓу нема не збор. ништо set in stone. Ама црно како на се бело. повисоки у хиерархија, како иде кон 2, кон 3, кон 4, кон 5, се позахтевни на очарите за носење.
meaning бараат повеќе од тебе effort да се вложиш, да како да се изразам, да свесно да се вложиш во тоа што го правиш, да не е Така. како дувне ветерот. Исто, у последно време исто сваќам и јас дека таа боја на умот, на мозокот, од тебе таа е само колекцијата од тоа што си ти во моментов хормонално, умствено, физички, здравствено, не е тоа фиксно, не си се родил со тоа, не е карактерна особина и крај на приказната готово, тоа ми е карактерот. Јас сум таков и Тоа е само сплет во моментот од се што тебе те сочинува како битие. Ти буквално може да си роден песимист, да речеме, да мислиш дека си роден песимист, затоа што цел живот си песимист, затоа што цел живот исти работи правиш. И ако некој со сила те земе сега и 5 дена поред те храни кој што треба и тренираш кој што треба и трчаш и креваш тегови и постигнуваш така мали победи у текот на денот, тебе ќе ти се смени бојата на наочарите. Ќе ти се смени мајца, значи ти не си тоа. Тоа што мислиш дека е твојот карактер и дека си спаѓаш у некоја категорија на мајндсет, не значи ништо освен ти си во тој момент, твоето битие е така. Како ти ќе одлучиш? А тоа се, знаеш како на миксета, Да. милион фактори има што не опишуваат какви сме во моментот, хормони, енергија, по тренинг, физички, мускулот е добар, не, има масти, се тоа заедно. Си јадел шекер, не си јадел шекер, ако си ги контролираш вака сите, чекај малце поише тренинг, чај малце помалце ова, зеленко. Чекај малце поише шекер, гадно црвено. Остани дома, ме мрзи денес. Ја почнувам да сваќам тоа и се надевам у денешнава епизода од Моабетов, една од пораките ќе биде тоа дека овие ствари се менуваат и се комплетно во наша контрола. Комплетно. Една од ретките работи. Мајндсетот е во наша контрола. После ќе збориме за работи што не се во наша контрола. Ама мајндсетот, начинот на размислување е во наша контрола. И затоа е еден од тие 5 фактори за здравје што ги збориме, што е во наша контрола. Ама најбитна ствар која е? Луѓето бар да се свесни кај се. Зашто е битна свеста тука? Така. Што тој fine tuning може да е оф еден ден, ама ти нема да си навикаш сега на свеж живот тука и да отераш у курац. Или си отишол, не си јаден еден оброк, не си истренирал дентус, собраќ е свирнал некој ти пресекал пат и ти да му се навикаш, тука му си знаеш. Тука е свесноста. Да дојде оној момент на fight or flight mode, што е тука, знаеш, што е оној од ancestors, стариот наш мозок, што која бегале, која ловеле, која биде hunters gatherers, која имало покрај огинот мора да седите сите, ако крцне нешто у шумата, изгледа тигар што ќе ни изеде. Или ќе се бориме да го убиеме, да се спасиме, или ќе бегаме, да се спасиме пак. Значи, оној животен инстинкт што не спасува fight or flight. Сега, у модерно општество, фала му на Господ, тоа е скроз водено од хормони. Скроз. Ама тие ни се нас останати од милиони години на нас. Истиве хормони и денес постојат. Да, ама општеството и нашата околина е сосема различна. Така. Сега ти замисли пред 1000 години од тука до Ѓорче да идеш, или од тука до Кисела вода е подалеку, небитно, 10 километри, пешки да тренеш, колку ги ти треба. А сега си со кола, за 10-15 минути си, и пак не ти чини, и пак брзаш, и пак каснеш, ама тоа она чипчето од тогаш има останато. Сега не е лав, не е тигар. Порано, од тука до Кисела вода треба мислиш, ако крцне е лав, а денес нема пат, асфалт. А денес е некој те пресекол на улица. Истиот тригер. Или уште побанално паднал интернетот. И клипот не ти се лоуда на YouTube и ти збеснуваш тука. Имаше ти текнува пред 6-7-8 месеци кога нешто дроп на Инстаграм на пола ден немаше. Не види. Паника, луѓе. Како сега Инстаграм паднал крај на светот? Добро бе паднал Инстаграм, голема работа. Нема да скролаш. Си се спасил, ме разбираш? Такви ситници што ни се останати од порано, мораме да сме свесни
од кај доаѓаат овие работи, зошто го правиме тоа што го правиме и зошто ни се случува тоа што ни се случува во глава и зошто јас во овој момент се осеќам вака кога еве некој ми свирнал и сега ти нервоза ти иди, сега ти треба свесно, пак Виктор Франкл, како беше она, измеѓу моментот на твојата реакција, Да. постои еден момент измеѓу кој ќе се деси нешто и моментот пред да изреагираш има еден миг. Да. Тука ја носиш одлуката. Да. Тој миг може да е 5 секунди, може да е дел од секунда, може да е дел од стотинка, зависно дали ти реагираш реактивно, тоа е онај одма. Импулс. Fight or Нагло. flight, или проактивно, или тоа е уствари како беше reaction и response. Да. Reaction е одма ја да ти изреагирам инстинктивно, а response е Контролиран. свесно зошто се изнервирав сега. Ми засвири. Аха, денес не сум јаде. Немам вежбано. Не е уред. Се Голема отиде работа. во mindfulness. Тоа ли е? Тоа е- Ова е тоа е mindfulness. mindfulness. Свесноста уствари. Свесноста. Ете така. Mindful Све е ова awareness. дел. Све е тоа. Зошто си не јадев, не вежбав? Аха, добро. Треба ли да се голема работа, стотинка. Ако за 5 години од сега нема ништо да ти значи во животот, не му дај 5 секунди денес. Многу е просто. Сега ние се трудиме овие работи вака да ги склопиме на кутија, да ги Да, сега ти ги спомна скалилата на можната техника за како некој би си влијаел на промена на мајндсетот. Прв чекор е идентификувај се кај си. Прв чекор е свесноста. од можните идентификација. начини на Детектирај размислување. го проблемот, детектирај Да. кој левел си. Биди Многу е искрен лесно. со Ама биди себе. искрен, тоа е најважно. Глеј, ако си среќен, ако си задоволен, ова не важи за тебе. Ова е за Фала. луѓе кои што Good for you. осеќаат дека нешто не е окей со нив, сакаат да променат, ама не знаат што. Прв чекор е можеби е до твојот мајндсет. И што е убавото е што, како што рековме, тоа не е фиксна работа. Идентификувај се прво, биди искрен со себе, како најчесто гледаш на случките во животот. И ти ги наброја кои се. Еве една случка ни Жртва сите пет ќе ја помине. Жртва ли многу си, пластично. оптимист ли, што значи прво идентификувај го, после знај дека тоа е во твоја контрола. Моментот со Виктор Франкл е случката е тригерот. Случката е информацијата од надвор Од трета страна. влегува во тебе. Во моментот кога влегува, тие како си кажат, животински инстинкти се палат автоматски, ама постои моментот пред да се запалат инстинктите, кога со свесноста можеме да изанализираме, чекај, оваа случка ме направи да се осетам нервозно. Зошто? Зошто? Најбитното прашање. Зошто? Толку, тоа е доволно. Нема ли да продолжиме? Само овој момент, ако луѓе успеат да го уловат, го направиле вториот чекор. Сори. И после mindfulness. Ми влезе нешто. Продолжи дај. Дај ги примерите. Ништо без кажете се ќе го сечеме еден ништо страшно. Не бе. И ми влезе нешто. Не бе, ти ќе даеше исти пример у 5. Како вакво. Еден пример у 5 различни ситуации. Еве, рецимо, не знам што ти се дешава. Петок навечер шефот од работа ти праќа задача некоја да направиш. 5 за 12. Слушај, ај хитно ќе биде за утре и венче имаме компlicирам некое примеров. бла бла бла. Дама сите луѓе најчесто тригери им се работа. Што не го прават тоа што го Да. сакаат у живот. Или се обраќај. За жал, или собраќе, да. Што ќе направиш? Ете, јас, тоа. Ете, мораше мене ми се деси ова, како така? Јас требаше да искачам сеа, све против мене, значи што не го дае на другиот, на другата, мораше мене, гарант на другите не им дале ништо работа, еве само јас ќе работам. Петок, Ова е жртвата. жртвата. Песимистот ствари е многу јак што си ја прифатил судбината дека с ништо не учини. Да, Ми е малце смешано. Ете, нормално дека мене ќе ми се деси, не ни очекував подобро дека Да. стандард, договорен јас со другари 20 години се немаме видено, 2 месеца и се 5 за 12, нормално дека тоа мене ќе ми се деси стално некој срањ. Оптимистот вика, па добро, ајде,
Ајде ќе изработиме за доброто на фирмата, идеме сите напред, ништо страшно, ова, они се бодри сам себе, што е коректно. Реалистот е, си го прифаќа какво што е. Ало, момци, излезе работа, 5 за 12. Слично на песимист. Реалист. Ама Реалист, не, само не реагира реалистот. Да, реалистот Не вика, лошо е, само мене, не Да, вика, реалистот не им реагира. пишува момци, или со која се договорил, не е важно, ситуацијава се со другарите. Дадоа работа вечер, не доаѓам, тоа е тоа. Се гледаме, бла-бла, нареден кој да е. А војнот што Зима си ја сработа. Војното е, тоа е тоа. Bring it on. Да. Дај дупло. Дај да видам зашто мене ми ја даваш работа. Најдобар Дај сум на дупло. работа, у мене е потенцијалот, знаеш. Се буста, се хајпа, сака, ајде да видиме што ќе требаше да излезам, ми се искача. Не сум се видел 100 години. Ама ова е побитно главата, ама дај да видиме како ќе ме направат подобар у следната фаза од мојот живот или утре и така. И сега зашто е ова битно? Таа жртвата, заради оваа банална случка, ќе продолжи да живее во таа мизерија и агонија, да мисли дека светот е против него и ќе си се акумулира тоа и ќе влијае на расположение, ќе влијае после на нагони, ќе почне да јаде, ќе почне да бара оправданија во лоши одлуки. Гледаш како И набра така ланчани. Затоа, ама зашто е волку важна оваа епизода? Затоа што, како Преска што кажа, тоа почетно начин на размислување е цела реакција после на Цел домино ефект. што ти ќе ги правиш и ќе ти влијаат на твојот живот. А што е животот освен ситните случки во секојдневието? Животот не е едната авантура на секој 5 години. Да. Животот е секојдневните моменти во секој ден. И сега на најбаналните случаи, ако ти секогаш си жртва, И си реактивен. тогаш и твојот живот ќе биде таков. Истиот човек, песимист, на истата случка, што би било па негов Ја има резултатот прифатено тоа? на Он крајот. прифаќа, песимистот, Не, веруе дека Ќе- него може убаво да му се деси. Ете, пак мене. тој начин на размислување ќе го оневозможи од идентификување на прилики кога ќе се Да. створат. Кога песимистот секогаш мисли дека па лошата верзија на настаните мене ми се случува, Баш лошата верзија. и во се гледа лоша верзија, кога ќе има добра, нема да види дека е добра, а таа добра верзија можно е да е прилика кон нешто подобро. Значи тоа е резултатот од песимистичкиот мајндсет. И пак ете зошто е важно, затоа што така никогаш нема да види добра прилика. Да, ги носи тие на очите. За оптимистот Преска кажа ти пример. Тој па окей, во се гледа убава прилика, релативно е среќен, ама па може да се изгори. Може. Затоа што и во лошо нешто ќе види и ова закон и оп колата преку мост. Тоа е па друга крајност. Многу подобра од првиве две, да не се сватиме покажа. Да. Ама и тоа не е она the ultimate, него пак е некој middle ground level тука. Реалистот, реалистот највише ми звучи како оние што се најстренирани во mindfulness, во медитација, Стоике. во стоици, да. Да, немаат многу големи шифтови во Нема, на емоциите. Нема highs, нема lows тука. Што е лошо, што е добро, ако има прилика ќе ја искористи, ако нема, ама па Нема кенка на крај. ти е па, дали, што би било како ти ултимет резултат од тоа, никогаш нема да превземе малце екстра ризик за да достигне висини што Greatness. се дослужни greatness. Дали... Майкл Джордан не е реалист. Така. Значи тоа е фактички за повеќето луѓе уствари е подобро да се реалисти. Да. Не летаат многу, не се даун многу. Па за тоа и скоро секоја источна филозофија, скоро секоја духовна пракса, скоро секоја медитација и се стреми да си реалист. Што е сосема коректно. Да, оти не Сосема секој е суден за greatness. Не секој е Майкл Джордан. Не, Ама ако Майкл Джордан петорица се. бил реалист,
немало да стане Мајкл Џордан. Коби Брајан да бил реалист на 13 години немало да направи договор со сам Што себе. значи тој последниот мајндсет во овој пример е пак the ultimate резултат ќе биде Тие во спортот се многу што малку во луѓе. секоја случка ќе гледа прилика за надпросечно надоградување во нормалните рамки. Не го интересира да е фит, него го интересира да е најфит у свет, У историја. у историја. Мед Фрейзер е тоа, Рич Фронинг. Да, беше. Дейвид Гој, таквите ликови, така што Неќе да истрча маратон, сака да победи на маратонот. да, значи тој мајндсет па што па би бил негов даунсайд? Нула баланс у животот, ако се збориме за спорт. Да, тие луѓе трпат многу, Мајкл Џордан Нема рамнотежа кој немал него. среќен Да. брак и среќно семејство. нема норма, да. Дури Тоа е неговите downside. соиграчи не биле среќни со него како соиграч бил, ама на крајот на денот кој играш со него имаш титули. И сега екстра комплексити е што а и тоа го спомнав на почеток. Нити се овие црно на бело и крај на причата, нити па се толку одсечни. Или не се мешаат. Или во секоја случка сите сме процентуална комбинација од овие Ете пет. 10% од ова, 40% од ова, 10 и сега тоа е само екстра комплексност во размислувањата. Може би за некои случаи, сега ако си aware, тука е mindfulnessот. Ако имаш свесност за ова, свесност за случките од надвор, свесност за нагонските реакции што се будат кај тебе од случките надвор и тренингот на умот да можеш да го анализираш и проектираш во иднина твојата акција што ќе придонесе, таа е таа што може да одлучи која комбинација од петте мајндсети да одберам да ја бидам. Тоа, ако мојата порака, бар тоа е нешто што ја се трудам да го правам во последно време. За некои ствари може треба да си жртва. Тоа ќе го кажеш. Оти може си стварно жртва. Така е. И ако не препознаеш дека си стварно жртва, Па тогаш тоа е хендикепот. да, оти ако препознаеш дека си стварно жртва, после можеш да видиш, ова е ситуација, сега ќе уклучам warrior mindset, за да укажам на случкава, за да нема пак. Ќе ја препознаеш ти како Ќе таква препознаеш, трагична дека те нападнал некој невер. Те нападнал, неправеда некоја била Да. спроведена за тебе, на штета на некој Ти друг. си actual вистинска жртва. Да. Според сите стандарди и прописи. Моќта на познавањето на сите овие аспекти и нормално. Нити ја и ти сме го измислиле ова. Има милион други подкасти, милион други книги. Ние нашето разбирање за ова си го Да, пренесуваме. ова е нашето разбирање и кој што гледаме од другиве епизоди, само инспирираме луѓе да си почнат на нивното истражување. Така што белки некој ќе почне да чита на темава и ќе заклучи дека убавината на познавањето на нештава е да ги контролираш и да си ги сам калибрираш овие начини, овие мајндсети, во зависност од случките што доаѓаат. Има моменти кога ти на тренинг решаваш да си warrior. Да. Се Така. газиш. Знаеш дека не треба цел живот да си Дейвид Гогинс. Така е. Ни жена ќе имаш, ни дома ќе ти збракати, ни другари, ни фирма, ништо. Ама оваа вежба, овој сет, решавам, тоа е тоа. Ме боли коленото, зашто да бидам warrior во тој момент? Да. Ќе ги дам малце поадаптиран тренинг. Значи, што кажа ти сега, целата поента на битието, на постоењето на овој подкаст е тоа, од сега од моја позадина ќе дојдам, кога јас се такмичев кросфит 2015 година и 2016. 2014-2016 најактивно. Тука тој период такмичарскиот дел беше многу во рана фаза. Од 2012 или 11 е Рибок. Јас 14 сум почнал, тоа е многу рано, Добро. тоа е 3 сезони со Рибок, кога почнува да се комерцијализира кросфитов, уште не го рано дава во во целата такмичарскиот дел, во компетишн делот.
уште некои смешни бројки се сега тоа што биле 2007 рецимо. 2011 веќе се поелит. 2015 се Unreal, 2023 више можеш да замислиш што. Сега кога сум бил тука некој тој меѓу период 2014, 15, 16, кога зимал многу јак подем и замав, почетоците на Мек Фрейзер, ерата на Рич Фронинг тука. Јас барав и истражував и копав знаење на интернет да добијам како да го направам тоа за да бидам подобар во тоа. Затоа што реално во тој момент во Америка беа сите такмичари топ догс, главните батиња. Од Исланд беа жени. Немаш никаков пристап освен YouTube или социјални мрежи, како да извлечеш ти од нив, како да бидам подобар во тоа, како ни стаа вежба јас да поминам на тој сет, како ќе се осеќам во тој момент, ќе ме боли тука, запни, издржи, не е тоа, не. Тие некои ситници, тој пат нивни да ми го објасни некој, тоа го барав. И јас свесно почнав да пишувам блог со еден другар, само CrossFit Chronicles го крстивме, одма ни го банира името на па не смееш CrossFit ако не плаќаш, тоа не ми текува. Нема везе, никад не испада ништо, ма 2-3 напишав. И устари првата што ми беше, јас сум CrossFit атлета, бла бла бла. Гледајки ги Рич Фронинг, Джейсон Калипак, Ден Бейли, у тој момент Крис Пилер и останатите што беа у тој момент актуелни кросфитери, само ми кажуваат grind through it. Go through the workout hard. Аха. Ништо специфично не ми даваш. Не знам што е тоа grind through it. Што е тоа? Колку да леле исто јас сум тука се нервирав и викам ова е моето патешествие, така ми беше уствари на идејата за блогот. Тоаш подкаст едва и Джо Роган имаш. Уствари идејата за блогот ми беше моето кросфит патешествие. Еве денеска јадев толку и толку грама стек со толку и толку грама ориз. Функционираше вака, се осеќав онака. Прецизни работи, детали од кои може некој да извлече поука и само да му го скратиме патот што јас го одам 10 години. Постоењево на овој подкаст, барем мојата причина заради тоа е да моите 10 години ги скратам на некој друг и да тие работи што јас сум ги барал тогаш, што сега излегле типови на подкаст и јас сум созрел едноставно и знам кај да ги барам веќе и од толку често се стануваш подобар во тоа потрага по тие информации. Знам како се маскирани и како да ги приметам и да ги фатам и да ги применам во мојот живот. Функционирава браво. И со овие со мајндсет работи и све е тоа што јас сум истражувал, гледал, барал и сум учел едноставно. И сега други некои што се наши немаат ни изговор дека на англиски не знаат. Сега еве го ние, сакам ние да им го дадеме тоа ние што сме го научиле. Ти имаш твој пат, си научил многу, јас мојот друг сум научил многу. Истражуваме до крајот на животот, не престануваме да учиме. Сега, тој еден човек што ќе сака нешто некаков си пат за подобро себе спознавање и успех во својот живот каков таков да почне по патот, да го нема ни изговорот не знам англиски. Еве ти го бајкерот и кросфитерот зборат за овие теми. Ова му е стартинг поинт. Стартинг поинт, ја не викам ти сега, ја и ти не сме гуруа и ментори тука или лайф коучови. Не, едноставно само пренесуваме знаење и наше искуство. Јас го одев тој пат и така се осеќав во тој момент. Јас многу лесно знам во сала денес, до ден денес да им кажам, тука е стапицата у вежбата, да ги предупредиш, кај што луѓето би го подцениле тоа, што јас сум ја направил вежбата са бајлето, банален пример. Имаше со флор прес, фармерс кери и трчање. Не беше ништо страшно вежбата. Ама фармерс керито ти мислиш дека е најлабавиот дел. Ама тоа беше стапицата на вежбата. Знаеш, ќе посочиш, стапицата е тука, не го подценувајте овој момент. И друго е ти спремен кој ќе влезеш, а друго е, дај 22 полки вамо, ќе лабо, ќе... Тие се тие работи што за тоа го правиме ова што го правиме сега. За тоа ми е овие теми да се начнуваат за исхрана, за вежбање, за мајндсет, за начин на размислување и уште мал милион поврзани со ова. Јас и ти сме далеку од преуспешни некои Илон Маскови, сега ја да ти кажам ти како да успееш во животот тука. И ја одам под овој пат. И јас ги применувам овие работи секојдневно и јас учам и пробувам на крајот на денот. Порано ме нервирало кога ќе ми каже Зоки експериментирај со исхрана. Како да експериментирам? Што да направам? Што значи експериментирај? Објасни ми го Чеко Реден. Пробај да ја види дали ќе што да пробам. Јади го тоа со види како таа исхрана. Сега има види, тоа време и помалку едукација имаш и контентот беше многу поограничен.
Да. Имаше A Day in the Life of Rich Froning, 7 епизоди и тие ги гледаш на репит по 25 минути. Пробуваш да извлечеш. И бараш, да, и бенч вежбаат. Овие, чекај бе, нели, бенч со кросфит, како се, 2013 ти кажам, ова многу одамна. Кога тука имаше со бодибилдинг, нешто као head to head. И некои такви работи бицепс дали прават, разбираш? И сега ти горд кросфитер ние бицепс крлс не правиме, не се функционални. Ама после известно време си ја отвараш главата и сваѓаш дека се функционални реално. Да. Не функционално движење не спаја 62 или повеќе зглоба по дефиниција, ама е функционално бицеп крл. И тоа е една еволуција што сум ја поминала с 10 години и што не сум ни блиску дека негде сум стигнал, него еве одам по патот и Не беше шортсказ. да помогнеме на некој, тоа е да нашиот пат, нашето страдање у 50 минути да го спакувам. Се фаќаш ли некако следново? Ти те слушам сега и ме подсети и многу точна правилна ствар кажа. Јас се фаќам често у следнава стапица. Затоа што јас сум поминал низ некои работи и некои знаења веќе станале толку очигледни што за мене се тривијални, мислам дека секој ги знае. Исто. За исхрана, например. Исхрана, тренинзи, зони, некои Ај тренинзи толку навлезено не. Ама некои ствари што нас ни се основни, и ја често се фаќам дека не ги ни дообјаснувам, кога зборам со некој, мислејќи дека да не го навредам са човекот за глупости му збора, нормално дека се подразбира. Нормално дека не се јаде шеќер. Да, ама не дека е човекот глуп што не го знае тоа, не бил во истите околности. Не е информиран за таа тема едноставно. Абе не посветил 30 години на спорт. Сваќаш, Точно не е тоа. мора, не треба луѓето 30 да. живот на спорт да посветат. Ама ако си посветил 1 година, тука сега тоа што го кажа е од голема помош. Ја од 30 години спорт за мајндсет знам на 28-та. Да. Да. Сваќаш? И сега често морам да се подсетам да не влагам у истата стапица и затоа убаво што кажа што е поентава на подкастот, дека може слуша некој што ова му е прв пат. Апсолутно. Почнал, се заинтересирал, сака да живее здраво, како живее здраво, спи, јади, тренингче, тука, мајндсет, зашто влијае мајндсет за тоа? Да не чека за 10 години, ова може бар ќе како си ка тригер ќе го пецне. By the way, додека гледаш на YouTube за што да правиш тренинг наредна недела, спремаш маратон, чепни и за мајндсет да видиш да не случајно паѓаш у некоја категорија, па заедно со тренингот да си поработиш и на мајндсетот. Што ќе ти ги отклучи сите сите други работи. Значи и ти паѓаш истата стапа. Мислиш дека сите знаат све. Сите знаат тоа што ти знаеш. Не све, ама сите знаат дека не треба да еш шеќер. Јас тоа мене ми е тоа како може да не знаеш. Знаеш, 21 век е више Кока-кола има zero sugar, сите идат zero sugar, значи станува модерно, нели условно кажано, да анти ова, анти шеќер, анти тие работи да идеш поназдрава исхрана и ти уште не знаеш. Модерно е дури во општеството. Да. Ама едноставно не знаат. Како бе да не јадам благо, па ако ми падне шеќерот? It doesn't work that way. Стварно. Нема да ти падне шеќерот. Како да ослабам? Како може да не знаеш како да ослабиш? Ете, така и се и ние да се вратиме. Па да не дека сме фаќаме биле- нови теми, Да. може некоја друга Ние сме епизода биле да левел биде тоа. 1 у темава и може нас не се исчуџавал некој. И јас многу работи сега сваќам Зоки што ми изборел пред 8 години, пред 7 години. Стварно? Што може би јас во тој момент не сум го разбирал што ми кажува. Денес точно знам што и ми се враќаат овакви. Да. И јас советот пред 7 години го прифаќам денеска, ме сваќаш? Тоа ми се случува. некои ствари си треба да си Правиш, доаат у точното време. Па овој Зоки го кажуваше бе. На времето. Ама мене може би мозокот не би бил дооформен или до 25 ти се оформува целосно мозокот. Може у тој момент не сум можел да го разберам и да го сватам тоа. Не сме биле
не ми бил мојот левел ап Ама до таму. треба време, ништо од овие работи не е вака. Точно, ама јас тогаш не го знаев тоа, ме разбираш? Затоа го правиме ова, за да ја тргнеме завесата. Време треба. Да, време треба и никош не е касно. Овие работи што ги збориме не ги научи вчера, него задниве 5 години што слушам подкасти и се интересирам за вакви работи, што имал шанса да слушам подкасти додека правам, додека чистам, додека раздигувам машина за садови. Банална работа ти кажам, глупост. Додека идеш до продавница, изгубени 15 минути напред и назад. Тогаш многу повеќе со поголем интензитет го впивав на знаењето, затоа што многу повеќе Дека било празно. Да, не, ама и го слушам многу повеќе ради слушалки. А порано било еден iPad дома, дури се искористи го 45 минути 50 као за анимација. Да. Сега више иде левел ап све. Сите теми. И Да. од тој аспект е многу важно да се свати дека треба време. Јас денеска приметувам работи пред 5 години што сум научил дека конечно би можел, не можам, би можел да имплементирам и ако нешто ме тригерне, да се изнервирам и после 5 секунди, 10 секунди ми текне, еј, застани, врати се. Зашто се изнервира се? Да. Многу е тешко во моментот, зашто нервоза е нервоза. Ма чекај, ти правиш mindfulness. Медитација не. Што ти е mindfulness медитација само? Оваа техника сега што ја кажа е една од mindfulness техники. Се обидувам свесно. Кој ќе ми изнервири, кој ќе ми дојде нагона нервоза. Ама имаш читано за mindfulness и како се прави техниката? Па ја Не, само примени за праш се прашање, зошто сум се нервозен? Од кај ова? Значи ти немаш редовна mindfulness Не. пракса. Кој е редовно секојдневни глупости што се дешаваат, да пробам да се... Да. Види, срањето у животот ќе дојде. Катар. Нема еден човек што се родил, никој не му умрел до крајот на животот, немал несреќни случаи, повреди негови на негови најблиски, оставања, враќања, зимања, ова она, од секој аспект. Добил кец, паднал се, удрил, некој му се десило близок нешто. Значи нема човек да не ти се десило срање у животот. Ќе дојде катат, нема бегање. Нема бегање. Едноставно тоа е фиксно. И Биди спремен за кој ќе дојде, да не си да си терет на сите, не дај Боже ќе умре утре некој. И ти до ова си дојде онака од искуство Од слушање, од слушање и пробување на примена. Да слушам подкасти неколку што ги разглаваат овие теми детално. Зошто се случува, која е хемиската реакција, зошто, кои хормони се активираат. тие ствари, значи учени ти се мислев. Ја ги викам слушани, добро, ајде учи. Да, Зашто мислев на тоа, да, не ти е сам случајно. примената на тоа што си го слушнал, така. според мене тоа е учењето, Тачно, тогаш си го научил, кога можеш да го предадеш, нели? И затоа сакам да имам подкаст нашиов, за кој ќе ги збориме работиве, и ја учам Да пак. си ги повториш. Да си ги повторам и јас се доедуцирувам тука. Да. Тоа е она битно. А у историјата на светот, кој ќе ти каже некој, смири се, ниту еден човек се нема смирено. Calm down. Затоа што како ти прескакува кажа, ама што е тоа, што точно? Сакаш, не знам кој си слушал Rich Froning, grind through, ама што значи grind? Тоа ти пишав пред некој. Ти така го објасни кај Јосиф кога беше на Wellcast. Да, ба што ми спореше? Никогаш у животот сум барал многу, верувај ми, сум барал. Не сум слушнал некој темницата да објасни така, темницата, ја викам црната дупка. The Pain Cave. Пак тие изрази, гледаш. Ама што е тоа? Ти го објасни на моментот во Словенија на трката, кога си имал цел да со првата група одиш и кога си осекал како ти бега групата. И јас се замислив дека сум додека раскажуваше дека што ако пробам една минута? А што ако пробам уште една минута? Тоа е толку многу тешко во тој момент, затоа што Гогинс ти ги вика 1 second reactions. Можеш 1 second reaction да имаш и со таа 1 second у една секунда или стоп или у секундата може да ти е подобро. У секундата ако престанеш нема те боли. Ама дали ќе престанеш? Ама дали си доволно силен во главата да продолжиш понатаму, иако знаеш дека ќе боли и ќе боли многу повеќе од што во моментов те боли. Ама зошто го правиш тоа што го правиш? Зошто сакаш да си прв? Зашто тоа ти е таргет, цел, пасија, си тренирал една година како професионалец, заш доеш до тој момент и таа шансата с моментот си повели. Ќе се нема се усереш да се испичкаш, ама едноставно
ќе даеш све од себе, ќе пробај. Пробај. Жаре збори за едно мое гостување на подкастот кај Јосиф. Подкастот се вика Wellcast со Јосиф. И баш убаво што ме подсети. Ја не бев ни свесен дека така сум го Буквално ме раскажал. болеа нозете, млечна киселина осетив, бев со тебе на трката Да, и не сум слушнал до сега никој детал, аз така ги размислувам у тој момент. Ја имам една вежба, ја има на YouTube, кој сака може да ја види за French Throwdown за квалификација. Френ вежбата, 21 згиб, 21 трастер е со шипка од 40 кила, да Добра. чучнеш, пристанување да ја исправиш Да, рацете над да. глава, тоа е еден. 21 така. 15 згибови, 15 трастери со истата килажа, 9 Аха, згибови, аха. 9 трастери. For time. For time, immediately into 500 метри роу. Добро. До пред 5 години у почетоците на кросфит, Фран... Чекај, ова си го гледал негде? Не, јас го правев овој тренинг за French Throwdown. За квалификации во Франција на такмичење тимско беше. Меѓутоа, вежбите ги правиш сам, се групираше некако имаш резултати и така се бодуваше. Значи, Океј. weakest link од тимот, Океј. тој те носи или не. И нема врска. И вежбава е Френ, премногу позната Добро. кросфит вежба, топ 3 најпознати. Нема кој е кросфитер, нема кој не ја знае. Immediately into, значи, самата Френ, сама по себе, ако имаш испод 3 минути Френ, си motherfucker да. Испод 3 минути ги направиш 9. Сите овие. Сите овие испод 3 минути си 21? згиб 27 трасте, 45 со 45 тотал. Ако оваа вежба не ја направиш Ама чекај. unbroken, нема да имаш испод А 3 минути. без роуто. Ова е без роу. Затоа викам, А. сама по себе Френ е одвратна вежба што е спринт од 2,5-3 минути зависи. До 5. 27. Сега, не е тоа доволно, тешко. Immediately into 500 метри роу, може да отворите, да видиш и ти ако сакаш клипови на интернет за Френ, што се деша кога ќе заврши вежбата. Кажеш 2,5 минути вежбата, не е тоа Добро. страшно. Луѓе лежат по 25 минути од тие 2,5. Да. Сега, на такмичењево, најцрната дупка што сум ја осетил до сега, топ 3 у животот, на темницата влегов, многу болеше. После Френ, После роу. Френ 500 метри роу, For time, значи all се out. бодува 500 метри роу посебно, се бодува Френ посебно и се бодуваат И тотал. заедно посебно. Ле. Не смееш да забушаваш нигде. Ау. Ја ја правам вежба, 4.32 ми беше резултатот тотал. Френ плюс ова. Што да колку беше роуто? Не знам, еден 3.42 нешто. Френ 2.30, 4.35. На, 1,5. на YouTube има пише Жарко Батич, Френ Throwdown, Френ плюс роу, ќе излезе ќумезна слика со телефон у сала пред 2017 година, мислам дека беше. Не, уште 80 метри имав на роверот и позади мене ми вика, ајде Жаре, уште 80 метри само имаш. Ја не можам еднаш да повлечам. Еднаш не можам да повлечам. У тој момент толку многу ми е тешко, Френ, замисли си ја гнаса, завршува, правиш 9 згиба, ги пушташ, идеш одма, почнаш 9 трастера затвараш. Да. Идеш после тоа, седнуваш на роверот и почнуваш all out. Влечеш. И самиот ровер има темпомат. Ако 1.46 пишува за 1.46 ќе излезеш Да, 500 тоа метри. ти е ритамот, пейсот. Темпоматот е спрема 500 метри. Завршуваш деветиот згиб, со згибови завршуваш, уште една корекција. Завршуваш со деветиот згиб и одма, значи ти транзицијата ти влегува во времето. Да. Седнуваш, тие нозете ги местиш, да, фаќаш, тој не ти е развеслан, само смее некој ти го пушти од нули све да си. И ти само треба да седнеш и да почнеш да веслаш. И завршува тај 4.32 беше моето време. Лежев доле на земја, како заврши, има моментот како паѓам и тука завршува клипот. Клипот. Да, и го спративме таму. И имаше комент на овие please rate our workouts и викам фала ви многу што најтешка да беше во историјата на животот ми е дав. 1 саат не може да се созам. Лежев 5 минути. И не можев да зборам. Па ти гиде, собреш ми па ти. Нема ниту една позиција не ти е комфортна. Лежиш, не ти е добро, стануваш, ти се врти ќе падне. Се тркалам целиот. Да умреш е многу полесно тој момент. Не знам како, толку е гнасно и темно. Ти кажеш го зошто го правиш тоа? Затоа што само преку тие тешки моменти сега ми се го туркаш ѕидот на толеранција, на тешко. Што е потешко од френи 500 метри роу, човеч. Ја од тука тргнав нагоре, движев бос, не можев да стојам.
По скалите 20 качев у сала, како дојдов на последната скала, тогаш Нено беше тренер, беше со мене. Вака не можам ќе падне, Уј. само ме фати вака. Леле. Што правиш, дали си нормален? Викам не можам да гледам, дечко. Искачам вака и носи ме надвор. На скалите пред сала седнав. Викам само се облечи ми мицата, вака ги кренав рацете. Нема ништо не може. Ми ја соблака мицата. Викам трни се. Идам таму. 10 минути повраќав. Кафе и цеден сок што сум пиел пред вежбата да ме бустало, да ме кенери. 10 минути повраќав. 10 минути, не претел. Знаеш колку многу е 10 минути? Да седим и да кјутиме 10 минути, знаеш колку е многу тоа. Повраќав 10 минути, крај немаш агонијата. После тоа е 2 и некако седнав и у тој момент couldn't care less дали сум исповратен. Дали нешто има на мене, дали гол сум горе без патики надвор. Ми е гајле, не може едино нешто сега да се соземам, да се вратам у живот. Маицата викам само легни ја позади мене, не можеш да збориш. Ми ја легна и ја тука пред сала на скалите вака легнав на земја, на маицата, ја кренав едната нога надвор на паркингчето. Надвор на паркингчето. На гелендер едната нога и другата од скалата вака ја пушти. Единствената комотна позиција тоа момент. 45 минути лежав така, ни телефон, ни курац, ни никој ми зборат, само викам џабе ми збориш. Дојди за еден саат. Сега мора circle back да ми направиш, да причава мајндсетот. Објасни го. Мајндсетот е дека бев у тим со две животни од Србија, Ѓорđe Драгин, он дига милиарда кила, премногу силен, и Урош Смилјанич, исто елит за тоа, у тоа време беше елитен кросфитер, сега не знам, не се такмичат ни двајцата, ама у тоа време Драгин снагата, компарација мала за да сватите. CrossFit Total кој има на CrossFit Games, он го прави истиот дома и го постира 55-60 кила, има поише од најдобриот на CrossFit Games, 40 најспремни луѓе на планетата шо. Зашо не е таму? Затоа што да не навлагаме. Добро. Чистината на неговите оваква. Нема везе. Пак е 55 кила премногу човеч. Многу силен е сега, му фала, другиот не е мобилен, реално, нема мобилност добра. Добро, и тој ти беше у екипата? Тој ми беше екипата, ја имав најдобро време од сите. И Урош беше со нас. Они ја направија, ја направив. Ма што има врска ова со мајндсет? Има врска зашто бев у тим со животни, не можев да си дозволам ниту една стотинка, ниту една секунда момент да лед од гаста да тргнам Да нога. попуштиш. Немаше шанси, зашто знаев дека они ќе загрели, не смеев да се избрукам, да елице прифатиле со мене да одат они у Франција, у Париз на такмичење. Иако не се квалификувавме, ама нема врска, пак бевме близко, некој 50 има беа, ние 80 од 700-800 пријавени, тоа е многу сериозно такмичење. Френч Тродовне, мислам дека од наредна година, не сум сигурен, не ме фаќате за збор, дека има билет за CrossFit Games ако победиш на CrossFit Games. На Френч Тродовне. Така беше, мислам дека додека ги даваат тие sanctional event. Не знам за година, секоја година малце различни се превод. Али сакам да кажам многу елитен, многу оној најдобриот французи што е, топ 10 е на планетата, топ 7 на Games, на CrossFit Games. Он се такмичи таму и победува, некогаш е втор. Ова си е негово митче. Да, али ние на тој левел на такмичење бевме 80, 50 одеа понатака на ивентот да се такмичи. И се не можев да ги разочарам и овакво и нагазив до смрт, all out, толку многу болка, не знам како дојде. Ти веслаш и не можеш више, не можам. Ама уште еднаш. Што викаш ти, ај уште една минута. Да. Ајде уште една, ама ја свесно тој момент не размислам. Главен фактор за твоето надминување беше нивното присуство. Не беа присутни они физички. Да не ги разочарам нив, знаеш, да не го разочарам, мојот тим беше едно од нив, а так. втората, не знам како, не знам зашто, имам можност да трпам многу имам висока толеранција на физичка болка. Да, си ја преминал ти одамна. Дали е со тренингов што сум ги туркал границите, не знам, ама и на моето прво такмичење имаше една вежба, сега не навлагам во детали пак, али само ја направив unbroken, ма тоа ме болеше мене уште вториот сет не можев. Не знам како, не знам да ти го објаснам, не знам да ти го кажам патот. Тоа е што го барав, вистински не знам како, зашто прво такмичење ми било, никад немам искуство. Ама дали кне или што го викаат, не знам, нема едноставно у темницата имам способност да не да живеам, ама да ја посетам. Да поседам некое време таму. И да те мотивира кога си таму.
Знам кога ќе боли, колку ќе боли, во кој момент. Дали сум willing у моментот да отидам на тоа темно место. Дали си у тој момент И у тој warrior момент бев mindset? willing. Дали е тоа Да. пример на warrior mindset? Дека Секако. дури во Најтешкото, најболното. темните, болни... Знаеш зашто е, извини ќе те прекинам, е поише warrior тоа што можеш ти да го завршиш во секој момент. Ти ја контролираш, го контролираш крајот. Да. Можеш да кажеш не сакам, не можам. Успори малце. Не е здраво. Ќе се вратиш во Тоа е реалистот. уште една точка што сакав да ја споменам. Silence the critic у главата. Сите имаме едно гласче што збори. Тоа гласче, Ја изведувам преведувач тука. тоа гласче у главата. Стиши си го критичарот во тебе. Да. Закјути го. Да, и никогаш не преговарај со себе ако нешто си одлучил дека ќе направиш. Ако си решил дека утре Преговараш со критичарот? со себе, еве со критичарот себе. да го наречеме. Ако си решил утре уште сабаља ќе станеш, ќе трчаш во 6:30, иако е колку какво и да биде времето. No excuses. А на тоа мислиш не преговарај со себе. Не преговарај со самата себе решил? кога си донел одлука. Аха. Си Откако донел- си ја донел нема Носам преговарање. одлука утре 6 сабаља трчам без разлика дали ќе заврне, зима е, може ќе биде Јасно, загаден воздухот, јасно, секој изгор на јасно. светот постои 6 сабајле, ладно е сфак, темница е надвор, уште не е разденето толку. У 5:30 кога ќе ти зазвени алармот, критичарот и гласчето у главата, тој што ти е гадното гласче, секогаш е conditioned за комфортот. Како да те засолни, заштити, да. тоа му е единствената улога како тебе да те заштити и ние сме луѓето се суштества што бараат комфорт. Затоа што пред 2 милиони години ако тргнеш ќе загинеш. Ќе загинеш. Денес нема да загинеш. Е, Гласот така, во тој главата. хормон, тој глас Останал. те штити, останал од Да. тогаш. Препознај дека е тој глас. Да, не Те преговарај. штити од тигарот надвор. Тој глас сака да стиснеш снус, сака да Да, спие, дури ти е топло под јорганот надворе -2, Во тие -5. услови било право. Во тие услови, да, затоа кога го те останал штител тој да си жив, Денес е друго време, модерно време. препознај го дека тој е истиот глас што те штител пред 2 милиони години од диви животни. Денес ти кажува, ајде не трчај у 6. Истиот глас Те е. буди аларм од Не iPhone. го слушај. Со камера Освен ако подобра. стварно те професионална. чека диви животни надвор. Тоа не се дешава, така да. Сакам да кажам, тоа е тој глас што не станува. Ајде поспи што мати. Се ќе трчаш на а што е загадено? Што правиме? А? И почиња ти става во глава. Тоа несвесно. Се ти треба да кажеш престани. Јас сум тип на човек што кога ќе реши нешто да го прави. Кога сум рекол ќе станам, ќе трчам во 6 сабајле или ќе станам во 6 whatever, станувам во 6 и го правам тоа што сум го зацртал дека ќе го правам. Мислиш мене ми се вежба секој ден? 75% ми се гади животот. Кога станувам сабајле. Не знам дали е 17, ама ја би рекол пола ми е на автоматизам. Фала му на Господ што е така. Да, онака. Ама- Знаеш колку пати, леле, извини, знаеш колку пати не ни мислам на тренинг, значи зафатен имам обрска торбицата ваму, е требам ваму и идам со облакам бициклистичка и на сред врзување, на пример, спринтерицата, се освестувам Дека си што облечен. правам бе, леа бе, треба да седнам на точакот сега. Знаеш колку пати како не присутен си. И сега готово си се облекол, седи Ајде тебе пред... да речеме ти е Не дома. сум бил, сега возиме Не, не многу се јако. дешава. Не бе, тие моменти Тоа има- си ги чувам за трка. Една вежба у 2 недели, кај ќе речем за таа вежба, колку е заебана, топ. Едва и чекам. Ама 75% од времето се будам превоспален, све ме боли, на кога стануваш нели ти она Да. најнереална Да, ти упала. пример стари го почна за преговарањето. И станувам и се торбицата е секогаш до мене на креветот, така ми е тука. Кога ќе станам, чорапите бели ми се положени на торбицата. Еј бели. Ги зимам, зашто за одма ќе вежбаш прво нешто. Ги облакам чорапите, ги зимам торбицата, ставам пред врата да не ја заборавам, нема да ме подсети. Правам каф, идам у WC, правам што правам кафе, седнувам 10 минути, пијам кафето у машина за перење, Ти не си ни даваш фора за преговарање. Не, Не, пред време ми е спремна торбицата. Да. Сум пробал намерно на кварно, кога сум превоспален да не ја направам, да видам утрента што ќе се деси. И секогаш е станувањето. Јас сум тип на човек што од понеделник до петок вежбај, крај. Да. Non-negotiable. No excuses. Ако не е болест или повреда.
Крај. Кол. И заклучок порака? Учете секој ден, применувајте ги работите што ги учите секој ден, бидете свесни од тоа што го правите, да не биде на аутопилот и механички. Начинот на размислување е во ваша контрола и влијае Директно 100%. директно на работите што ги правите и како ги доживувате и е во ваша контрола затоа што тоа е животот. Тука може да завршиме. Тука може да завршиме. Чекај, овие се продаваат више? Да ги рекламирам? Не, приордер не. по сала. Не. Уште не. Само приордер. Па значи да. Не, кај нас у Приордер? салата, ама за надворешниот свет нема. Добро бе, надворешни. Чекај само за Кај членови. нас, да, членовите знаат, нема врска с... Не може некој од надвор само да си дојде кај тебе, Па- многу ми се свиѓа. Прво да ги даеме на членовите, па ако има интерес, ќе направиме Добро, нарачки. сите членови. Ти ги нарача ли виш? Ако некој фали, еве како изгледа бело, Ќе ги видат у сала, не се кире. преубавко. Ама на сите ќе им даш да пробаат. Нема да им Па ја го пробав. Многу е убав. Фала Жаре, фала и за оваа пета епизода. Фала ти. Пета тебе. беше бе да не аутно. 5, не, добар си. 5 е едукативна. As always, scratching the surface, само ја боцкаме, ставаме темички во етерот со надеж дека ќе инспирираме некој да продолжи да го продлабочува знаењето во темиве што ние ги чепкаме. Еве, знаеш дека заборавивме да одговараме прашања? Мора се уште 5 минути. Ајде. Имаме прашања на некој од видеата. Имавме вака. На епизодата за исхраната. Добро. Елизабета Димовска. Прво, фала ти многу што си гледала и што си пишала. Баш е интересно да имаме ваква интеракција со гледачите. Таа бара совети. Би било кул да чуеме мислење за исхрана кога се жени во прашање. Добро. Што е многу интересно сега, затоа што, ако бидем искрен, не знам за тебе, јас не сум експерт за специфичностите на исхраната кога станува збор за жени, ама знам дека мора да има некаква разлика. Само заради циклусите низ кои што поминуваат женските хормони и како тие влијаат на нивото на перформанс, што може да го има или не. Во овој момент можам само да посочам на подкастот на Ендрю Хюберман. Има подкаст и ќе го напишам некаде. Huberman Lab, само што излезе епизода завчера или вчера со докторка специјалистка на ова прашање. Браво ете ти. За женски хормони, исхрана, тренинг, фитнес, лајфстайл, сите можни фактори што влијаат на општото well-being за ова. Така што, Елизабета, извини што не можеме поише да одговориме на ова. Ама ти знаеш поише на темава? Горе-доле е исто. Тие ситници и тие нијанси, ете како што кажа на подкастов на Хюберман. Мајка ми ме прашуваше еднаш, вика, јас ради години малце ми се успорен метаболизмот. Не викам, него јадеш сладолед секој ден пред да си легнеш. Не ти е успорен метаболизмот. Почна да пази, ослабе 5-6 кила. Стварно не би бил успорен метаболизм. Види, да, огромен процент од... Ама горе-доле беше тоа што го збориме стално, ништо поразлично. Огромен процент од концептите важат за сите, затоа што важат за сите, да. Тие еден, ајде... Да, ама ја мислам дека Елизабета ја интересира за тие мали конкретни детали што некогаш може би имаат врска и баш за тие конкретни моменти има цела епизода на Huberman Lab. И имаше по-конкретна за во однос на FitGuru. Ајде. Значи, ова и до FitGuru имате позитив фидбек. Конкретни прашања. Дали има совети во однос на тоа што сакаш да го постигнеш, со кое мени најмногу би ти одговарало? Ова го прашува Анастасија, фала и до тебе на прашањето.
Ние ги спомнавме, Fit Guru нуди кето мени, протеинско мени, Вегетаријанско. веганско и rotation. И мислам една од нутриционистка дека им е направено, не знам како Да. им се вика. Кај нив на вебсайт. Јас конкретно на ова прашање не би се оптеретувал многу, затоа што Погледни епизодата лесно и чисто. да, чисто и лесно. За прво затоа што не знаеме што сакаш да постигнеш. Да, нема конкретна Да. цел. Што сакаш да постигнеш, со кое мени најмногу ти одговара. Тие работи за што сакаш да постигнеш зависат од многу други работи. Некои се поповолни ако си на кето, некои се поповолни на протеински. Ако сакаш да ослабеш, можеш да ослабеш, можеш да кренеш килажа. Така што Ако сакаш да има ослабеш, врска, ама што и да избереш, нема да зависи. сгрешиш. Да. Одговорот зависи. Сега конкретно за понудата на Фитгуру. Дали можеш да земеш 2 оброци и да додадеш пример овоше или зеленчук на тоа како ужинки доколку имаш потреба? Секако. Апсолутно. Секако. Јас го правам тоа. Да. Тоа е пакетот што ја и Жаре го користиме. Ние користиме пакет што носи 2 оброци дневно Протеинско и мени. на нашиот активен лайфстайл ја морам да допунам. Јас сум на нозе цел ден. Да. Не седам јас на работа. Не И, движам. и баш убаво што и самата веќе Да, знаеш, прекоректно. овоше и зеленчук е многу Топ, добра, топ. дополна слободно. Дали може да си пробаш 2-3 менија по една недела доколку се двоумиш за да одлучиш што најмногу ти одговара? Апсолутно. Кај мену сала го нарачки. прави еден дечко тоа. Нарачки може да се прават на неделно ниво или на месечно ниво. Слободно, една недела одбери си едно мени, наредна недела одбери си друго и реши Човекот си проба протеинско една недела, оваа недела со 2 оброка, оваа недела 3 оброка, Не мора, кето не мора пробав. ни да одбереш, менјај си нон-стоп. Не, да. Да. Комод. Така Се- што да, тоа е можно. Опција е, да. Алкохол во исхрана. Нормално дека е непрепорачливо, веќе само си го знаеш одговорот. Но како за cheat day, така и за ова, луѓе прават прекршоци кога пијат и потоа баталуваат се, така што убаво би било да се начне што, кога и колку е дозволено. Ја ова би сакал само да го надоврзам на прашањето на конзистентност. А ова го зборевме во епизодата за исхрана. Секоја цел што сакате да ја постигнете, се постигнува само со конзистентност. Ако една пијачка во неделата ти помага психички да можеш да си конзистентен со правилните одлуки од остатокот на неделата, со месеци за секогаш, Години. окей, таа една пијачка у неделата нема да ти наштети. Нема ни едно начукување да ти наштети. Значи, одговорот на ова прашање мене би ми бил размислувај во контекст дали ти помага за тоа што го правиш, да го правиш конзистентно на неодредено време. За секогаш. Значи, ако си одбрала да се храниш здраво и за да продолжиш да се храниш здраво 6 дена од неделата, 6 години, и за тоа ти треба една пијачка у неделата, окей. Имам другар што го прави тоа 30 години уназад. Окей. 30 години вежба, 20 години секоја сабота или петок е излезен. Ако не можеш да се натераш здраво Ама да човекот живееш има тело. 6 години, 6 дена у неделата, само за тоа што ти фали пијачката, пивни Поголем и проблем. продужи. Пивни и продужи. Да, немој да Тоа би бил мојот одговор. Значи, Да бегаш од гледај пат. низ контекст на конзистентност. Ако ти помага, окей, ако не, не. Целта е биди конзистентен во целта што сакаш да ја постигнеш. толку се прашање. Толку се прашање. Тоа е тоа. Фала уште еднаш на сите. Поздрав дечки, се гледаме наредна епизода. Чао. Чао.